почитувани сограѓани, добро вечер, дами и господа. Дојдовме овде вечерва, во вашето мало, не со лажни ветувања, не да ветуваме кули и градови, дојдовме со единствена цел да ја промовираме нашата програма која што навистина е амбициозна, меѓутоа програма остварлива, со реални цели, програма за чие остварување гарантира не само нашиот кандидат за градоначалник, туку и квалитетната советничка листа. Овде, во оваа прилика би сакал пред вас од многуте причини, од многуте аргументи за тоа за кого треба да го дадете својот глас на 24 март, ќе излеза само неколку. Првиот аргумент е аргументот дека имаме навистина квалитетен кандидат за градоначалник. Човек докажан со дела, човек за кого не треба да се трошат посебно зборови за да се каже кој е и што е. Вториот аргумент, втората причина е нашата квалитетна советничка листа. Листа која што е составена од млади луѓе, меѓутоа и листа на која што има искусни луѓе докажани во својата струка, во својата професија, луѓе честни, луѓе енергични, луѓе кои што знаат што треба и како треба. Дополнителен квалитет на оваа наша листа е тоа што таа е составена од сите членови, од сите коалициони партнери во нашата коалиција. Од ВМРО, Народна, од Достоинство, од НСДП, од ДЛП, од Обединети за Македонија. И она што би го истакнал како аргумент број 3 е нашата квалитетна програма во која што се зацртани нашите приоритети, програма во која што се зацртани нашите цели, меѓутоа и начинот и патишата како да се остварат тие цели. Проблемите ги знаеме на локално ниво, на општинско ниво, знаеме како да се справиме со нив. Она што ни е потребно е вашата поддршка, вашиот глас да го дадете на 24 март, заокружувајќи два пати по 42. Еднаш за кандидатот за градоначалник, втор пат за листата за советници. И можеби последниот, односно не последен, меѓутоа најглавниот, основниот аргумент за тоа зошто оваа власт треба да се казни на 24 март е она што го направија од оваа држава. Направија пустош од државата, пустош од општината. Безмилосно не заложуваат, продавајќи не само нашата сегашност, туку продавајќи ја и едината наша, на нашите деца, на нашите внуци. И уште повеќе, на секој предупредување, на секој укажување, критикување дека државата ја водат во погрешна насока, тие одговарат со уште по-жестоки, со уште по-безмилосни заложувања со нови кредити, со нови обврски не за нас, туку за идните генерации. Дали има поголема причина, дали има поголем мотив од овој на 24 март да излеземе храбро, со кренати глави и да ја казниме оваа власт за се она што го направи, а не требаше да го направи, и за се она што не го направи, а требаше да го направи. Затоа ве повикувам на 24 март, заокружувајќи го бројот 42, еднаш за кандидатот за градоначалник и втор пат за советничката листа, да не подржите и да ставиме крај на ова ненародно владење. Ви благодарам, да сте живи и здрави.